Првата меѓународна конференција за безбедност на сообраќајот на патиштата на тема управување со безбедноста на патниот сообраќај во југоисточна Европа, предизвици и насоки на дејствување започна денес во Скопје. Конференцијата ја отвори шефот на државата кој воедно е покровител на истата, а истакна дека секој учесник во сообраќајот има право да биде безбеден и да се движи безбедно, како и дека честопати забораваме дека тоа право подразбира и лична одговорност на секој учесник во сообраќајот, односно зависи од триаголник на право, одговорност и почитување. Ниту нови патишта, ниту нови закони, ниту повисоки казни и построги санкции сами по себе нема да ја намалат смртноста на патиштата, ако истовремено не работиме на развивање на сообраќајната култура. Култура и етика што ќе се градат и пренесуваат преку семејствата, училиштата, автошколите, се додека не прерасне во општо прифатена општествена навика. За да го постигнеме се во ова, неопходен ни е холистички пристап и затварање на кругот на одговорноста за тоа кој, кога и за што е одговорен. Председателот на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во своето излагање посочи дека потребата од регионална дискусија за регионални иницијативи и потреба од изнаоѓање на унифицирано решение е главната причина поради која е организирана оваа конференција. Оваа конференција представува одлична можност заеднички да продолжиме да го градиме системот за управување со безбедноста на сообраќајот на патиштата во југоисточна Европа, со што ќе влијаеме врз намалување на бројот на загубени човечки животи, бројните семејни трагедии и човечките судбини кои секојдневно се испишуваат на патиштата во земјите од регионот и пошироко. Затоа очекувам на оваа конференција сите поединечно да ги изнесат своите погледи и ставови за тоа што е направено и што треба да се направи во наредниот период. Од аспект на секоја одделна институција и организација и од аспект на секоја земја поединечно. А во поглед на политичките, безбедносните, правните, организационите, техничките, научните, социолошките и други елементи кои што влијаат на безбедноста на сообраќајот на патиштата. Председателот на координативното тело за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата Пешевски, кој во изминатиот период даде силна поддршка за спроведување на јавните кампањи за подигнување на јавната свест за одговорно учество во сообраќајот. Во своето обраќање истакна дека управувањето со безбедноста на сообраќајот на патиштата е еден од високо поставените приоритети и цели на владата на Република Македонија. Во таа насока беше донесен и новиот Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата, по кој се имплементирани низа мерки за превенција на сообраќајни незгоди и заштита на најранливите учесници во сообраќајот. Како особена значена активност на владата би истикнал и инвестицијата од повеќе од 1 милиарда евра во изградба и рехабилитација на стотици километри автопати, регионални и локални патишта, со чие завршување Република Македонија ќе биде одлично патно поврзана со соседните држави, а веруваме дека и безбедноста на лицата кои се превезуваат ќе биде подигната на едно повисоко ниво. Андонов пак посочи дека изминативе години Министерството за внатрешни работи самостојно, но и како партнер било дел од многу кампањи посветени на сообраќајот. Министерството за внатрешни работи согласно своите законски надлежности работи посветено на подобрувањето на безбедноста на сообраќајот на патиштата преку редовни и зачестени контроли со цел намалување на прекршоците кои ги прават учесниците во сообраќајот, а се причини за предизвикување на сообраќајните незгоди. При тоа јасно демонстрирајќи дека нема никаква толеранција за брзото возење за алкохолизираните возачи, за употребата на неисправни возила, за непочитување на сообраќајните правила и прописи. Откако ќе се усогласат ставовите меѓу земјите, истите ќе бидат преточени во декларација за интензивно дејствување и засилена соработка за помалку повредени и загинати на патиштата во југоисточна Европа, која ќе биде усвоена на крајот на конференцијата.